Почитувани гледачи, имаме чест да разговараме со министерот за култура на Република Македонија, господинот Роберт Алагиозовски. Ви благодариме многу што вашето министерство и вие лично искажавте интерес да дојдете овдека во Торонто на Македонскиот филмски фестивал, кој што е единствен надвор од нашата земја. Првенствено, зошто го сторивте тоа? За нас овој фестивал е многу значаен, навистина. Затоа што е, како што рековте и вие, единствен филмски фестивал надвор од границите на Македонија, да не речам толку далеку, во Торонто, во Канада, на едно место каде што живеат толку многу македонци, кои што се за нас се разбира многу битни. Овој фестивал постои веќе 12 години и постои сосема сам по себе, без никакво директно учество на, да речеме, Македонското министерство за култура. Ние сакавме тој факт да го уважиме, да му дадеме признание на фестивалот и на луѓето кои што се инволвирани во него и она што тие го прават за локалната заедница и македонска, меѓутоа и сите други граѓани на Торонто. Нашата посветеност и нашата, да го наречам тој со англиски збор, commitment за нивната мисија и за овој фестивал е голема и ние сакаме со нашето присуство овде тоа да го искажеме и во иднина организаторите и овој фестивал ќе добијат сета поддршка од нас за фестивалот да го направат уште подобар и да го подигнат нивото онака како што тие би сакале да го направат. Ви благодариме многу за тоа. Вие сте релативно нов министер за култура. Голема е одговорноста на вашите плеки. Кажете ни накратко, проектите за време додека вие го водите овој ресор, значи Министерството за култура, кои планови ги има во однос на зачувување на нашата култура и промоција секако? Нас многу не интересира, нели, промоција надвор од рамките на нашата земја? Ние рековме дека ќе го подигнеме нивото генерално на меѓународната културна соработка на Македонија. Тоа е начин како да бидеме релевантни на меѓународната глобализирана сцена. Од друга страна сметаме дека токму културата и уметноста е еден капацитет кој што македонската држава воопшто го има и тој наш капацитет, таа наша вредност, културните вредности треба да ги размениме со светот. Но генерално од оваа линија ние би сакале да го подигнеме и нивото на нашето присуство во диаспората, онаму каде што има македонска заедница и сакаме тој однос да го унапредиме во едни сериозни, двонасочни процеси. Тоа да не биде само дека ние бараме нешто од заедницата, туку наша обврска е македонската култура, македонските вредности и тоа секако како во една традиционална смисла, така и од аспект на современа култура да го унапредиме. Во таа смисла поддршката на еден филмски фестивал е начин на кој што македонската современа култура и македонскиот современ идентитет постои и во Македонија, а се надевам и постои секаде таму каде што живеат македонци. Во претходниот наш состанок спомнавте и формирање на културни центри на секаде низ диаспората. Накратко кажете ни која е таа идеја? Како што знаете, културната дипломатија станува се побитна во светот, тоа го потврдуваат и европските културни политики, кои што сметаат дека културната дипломатија е таа мека сила која што ги зближува народите и во таа смисла ние досега во Македонија имавме само неколку културни центри во Софија, во Париз едно ателје и во Њујорк и ние сакаме сега да изградиме повеќе македонски културни центри кои што ќе имаат двојна улога. Ќе ја промовираат македонската култура кон матичните држави каде што тие центри постојат, но и ќе обединуваат нашата заедница која што постои на тие простори во тие градови. Во таа смисла нам ни се чини дека Торонто треба да биде една од првите дестинации. Би оделе пред се таму каде што македонците ги има во Австралија, зошто да не и во Србија, кога веќе имаме центар во Бугарија,
Еве тоа може да биде Торонто и уште неколку други главни градови во Европа и секако во светот. Нивна цел значи би било да ја промовираат македонската култура, да се ја овозможат размената меѓу македонски и немакедонски уметници, да ја привлечат пред се нашата публика, но и секоја друга заинтересирана публика за македонската култура и македонскиот идентитет. Јас ви благодарам многу за ова кратко интервју и ви пожелувам голем успех во сите овие области. Благодарам и вам.